Добар ден и од мене, ова е почетокот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Екземот, односно атопискиот дерматитис, се јавува кај 10 до 15% од бебињата. Се работи за упорна и непријатна болест која што го ремети квалитетот на животот не само на детето, туку и на целото семејство. Бидејќи постојано се менуваат фазите на подобрување и влошување, родителите се во постојана потрага по решение. Денеска на оваа тема атописки дерматитис, односно екземи кај деца, ќе зборуваме со доктор Сузана Камберова, дерматолог од ПЗО. Доктор Камберова, добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Споменав дека е многу чест проблем во детска возраст, екземот, односно атопискиот дерматитис, и е многу почесто се јавува во земјите во развој, односно во развиените земји во западниот свет. Зошто е тоа така? Па да, постои обсервација и студии дури што го подкрепуваат ова мислење. Се смета дека може би таа индустриализација, значи што е поизразена, поразвиена во овие западни земји, допринесува многу со воведување во нашиот живот, во секојдневието на разноразни субстанции на кои не е навикнат организмот и на кои може тој да се сензибилизира, како што велиме. Од друга страна, исто хигиенските услови се до некаде, односно многу подобри во овие развиени земји, а се смета дека во раната возраст, кога зрее имунитетот, дури е и добро малку да се остави детето, да се изволка, што би се рекло, односно да биде во контакт со бактерии, вируси и се она што е во нашата околина. Претераната хигиена не е здрава всушност. Во некои случаи така, да. Тоа се мисли, така да не може правилно да се озрее, да речеме, овој имунолошки систем и се јавува овој така наречен погрешно на некој начин насочен имунитет. Како се забележува? Кои се првите симптоми на атопискиот дерматитис кај бебињата? Кога најчесто, во кој период од животот се јавува? Па, постоеше една поделба дека треба барем некој време да помине за да настане таа сензибилизација. Некаде се сметаше дека е тоа до 3-тиот месец на живот на бебињата, значи дека не може веднаш кој ќе се роди, па веднаш да биде. Затоа што прво се смета за алергиско заболување, кај секој алергиско заболување мора да имате претходно контакт со материјата, субстанцијата на која примарен прв контакт, на која не би изреагирало, да речам, кожата, телото, имуниот систем, меѓутоа веќе при вториот контакт створени се така наречени сензибилизирани имуни клетки кои ја препознаваат истата субстанција и на неј едноставно даваат прејак одговор. Така да некаде, да речем, околу 3-тиот месец веќе може да се очекува да се забележи овој, иако има варијации. Така, а како најчесто изгледа? Дали се првите знаци црвенила на кожата? Да, се забележува црвенило и се забележува една потреба дури и кај малото бебенце, значи една потреба да, макар што би се рекло дека се труди да ја трие кожата, значи јадежот се, ако внимателно следат родителите, дури и кај вака мала возраст, може да забележат дека нешто го мачи. Во таа возраст може да реагира повеќе со плачење, со една нервоза, несоница, како што спомнавте, меѓутоа ако го ослободите, например, од облека од пелени, тоа ќе се обидува да ја трие кожата. Значи, јадежот е она што е маркер, би рекла, некако заштитен знак на овој атописки екзем. А во суштина представува едно хронично воспаление на повеќе провокатори, најброј 1 на алергените од околината. Така, споменавте јадеж, сврап, поради тоа бебињата многу често не може да спијат навечер, па преку ден се нервозни дополнително, но децата како што растат почнуваат да се чешат. Да. И се упорни во тоа. Тешко може мало дете да го спречите да не се чеша. Да, за жал. Може ли на таа една алергиска основа да се накалемат и бактерии, стафилококни или пак некои вирус на херпес и слично? Секако. Тоа е веќе поопасна ситуација, би рекле, значи кога на еден развиен и нелекуван атописки екзем, значи на една хронично воспалена кожа, ќе дојде таквото дете во контакт со некој што е во моментот активно заразен, има, да речам, видлива манифестна инфекција со херпес симплекс вирусот, може да го баци, например, на образче некој така со херпес,
и веднаш да настане таа компликација, односно вирусот да се пренесе на кожата, меѓутоа и да се генерализира во некои поретки сепак случаи, меѓутоа можно е. Така да се внимава, значи со овакво дете секаква, нели, луѓето кои имаат некаква заразна кожна болест би требало да не се така, мислам да не се во контакт. Бактериите, дури и оние кои се нормално населени на нашата кожа, играат голема улога во ова, поготово во јадежот. Се смета дека стафилококот, кој може да биде колонизиран, значи ние да немаме воспаление или гнојна инфекција на кожата, што стафилококот обично ја предизвикува, меѓутоа тој да живее како нормален, да речам се, жител, во овие услови да се таа колонизација малку да е преизразена. И исто е причина, една од причините за хроничниот перзистентен јадеж кај децата со атописки дерматит. Поради тоа некогаш и давање антибиотик или локална употреба на антибиотик или оние купки што се препорачуваат кои би ја стерилизирале малку кожата, например еден хиперманган, купка со хиперманган, што е често средство, верувам дека многу родители го знаат. За бебињата го користат. Превентивно го користат. Да, малку таа колонизација бактериска би ја отплакнило, да речем, од кожата и би ја олеснило симптоматологијата. Така. А на кои делови од телото најчесто се јавува црвенилото? Пак е мало бебенце, да речем, прво на што ни паѓа во очи, тоа е лицето, челото, може и на главата. Меѓутоа образите се нај-онакав впечатливи, воочливи, може и на сите делови од телото, во помала возраст, некаде екстремитетите, значи лицето пак ќе го спомнам, може и на трупот во потешки случаи и форми. Меѓутоа, поретко за среќа гледаме таква една слика каде генерализирано е проширен атопискиот дерматит. Како расте со возраста, значи тие регии малку се ограничуваат, така да во некоја возраст, да речеме околу 9-10 години се локализирани обично во превоите на лактите, на колената, лицето останува една од таргет зоните, значи може било каде. Има различни форми, зависно колку е тежината на клиничката слика кај секој индивидуално. Така да, меѓутоа, тие се некои регии каде што типично се јавува. А се разликува ли екземот, атопискиот дерматит кај бебињата и кај поголемите деца? Па слична е клиничката слика, може би малку кожата на бебето е понезрела, значи може тоа да биде да речем ексудативна или посочна да биде таа инфекција, значи повеќе да гледаме феномени како влажење, појава на крустички, додека кај возрастните деца, повозрастните дечиња, значи да биде веќе една сува кожа да доминира, со црвенило, со ситно љупење, со изразени екскоријации, тоа се оние линеарни како линија гребнатинки од ноктите обично што остануваат на кожата која се чеша, значи потребата на овој пациент, поготово детето, ние советуваме нели колку што можат родителите да ги држат ноктите исечени воопшто, да нема децата нокти за да не може да се чешат, меѓутоа сепак тоа нели на секојдневна база ден за ден е тешко изводливо, така да гребаници сепак се гледаат. И локациите. Обично локациите кај помалите деца може да биде погенерализирано. Так, ајде сега да одиме на што се препорачува во однос на негата на кожата која што е склона кон атопичен дерматит, во однос на облеката што ја носат децата. Некои родители забележуваат дека доколку му облечат хула хопки на детето, поизразено се чеша. Дали треба да се купуваат памучни парчиња? Која е препораката од тој аспект? Секако, да. Значи сите контактни, така ги нарекуваме, нели алергени, тоа се оние субстанции кои доваѓаат во непосреден контакт со кожата, кои можат да предизвикаат ваква алергиска реакција, односно влошување на овој атописки алергиски екцем, се потенцијални, значи, провокатори на избувнување на болест. Треба да се внимава поготово со волнените работи, тоа верувам дека веќе сите го знаат родителите. Волната е груба и дури со самото механичко дразнење на кожата на едно вакво дете може да го влоши екцемот.
Секако оние сите синтетички, дури комбинирани мешавини, памук со некој дел синтетика, сега микрофибер, еластин, што и да е, би требало да се избегнува. Меѓутоа скептик сум и мислам дека тешко родителите би нашле денес 100% чист памук, така. Да, памук, па и да не е нели со некоја боја за текстил третиран, да, и така натака во самата таа процедура на обработка на памукот. Значи најидеално би било да е сето тоа од еден пречистен памук, меѓутоа тоа во практиката е навистина тешко изводливо. Така да, она што е најдобро можно, така би да се снајдат родителите, така. Во однос на капењето, колку често децата треба да се капат доколку имаат ваков проблем? Точно ли дека водата всушност не е пријател на атопискиот дерматитис? Па водата, да, во смисол да овие деци страдаат од малку посува кожа, или дури влагата во надворишната средина, значи кога ќе се намали влагата во воздухот, што обично е некаде есенски зимски период, веднаш децата можат да имаат влошување на симптоматологијата. Значи веднаш да се појави овој екцем, повторно да се воспали кожата. Тоа настанува поради тоа што ради таа сува кожа, значи недостасува некои од тие есенцијални масти што се во кожата, значи се дефицитарни во кожа со атописки дерматит и едноставно таа обвивка, бариерна функција на кожата не се исполнува доволно, што би се рекло, водата може лесно поради тоа што нема масти да го спречат тоа, може лесно од кожата да биде извлечена кога влагата во воздухот надворешен ќе падне. Истото се случува и кога се капе, например, многу често, поготово со топла вода, детето, така да било каква влага, вода, облога, претерано користење на туширања, бањања, влажења на таа кожа не е поволно. Или би требало, значи, после секое бањање, ние да мислиме не толку хидратацијата ќе ја подобриме така што веднаш на влажна кожа, кога ќе се избања ова дете, не скроз нели избришана, да се нанесе некоја соодветна масна крема или емулзија или млеко за тело, зависи од периодот на годината, во годината која ќе ја зароби фактички водата малку во кожата и нема да дозволи таа да испари. Од таму е и тоа со дека не прија премногу влага. Секако. Но тука е очигледно и тоа, јас правило што го најдов од 3 минути на интернет, дека во лекувањето на екземот препаратот најсилно дејство има до 3 минути после капењето, веројатно што го кажавте со влажноста на кожата, па и веројатно и начинот на навлегување на препаратите. Да, поради што се отворени порите. Да, отворени се порите, малку нели ради топлината, влагата е тука, сега дали секогаш за 3 минути ќе успееме детето да го намачкаме. Меѓутоа да, се сака веројатно да се потенцира дека треба што побрзо да се направи, дури не се осушила кожата, зависи нели дали е лето, зима и така натака. Тука би им дала можност и на гледачите да се вклучат во програма со нивни прашања, бидејќи многу родители имаат проблеми со нивното дете, поврзани токму со денешната тема со атописки дерматитис. Еве би можеле да се вклучат во програма и да побараат одговор од доктор Сузана Камбирова, дерматолог. Пред да преминеме на кортикостероидите, од кои што родителите навистина многу се плашат, би сакала само уште да ве прашам како влијат надворешните фактори студеното време во моментот врз развојот на болеста, или пак сувиот воздух во домот кога се затоплува или со централно грење или на било каков начин. Како пак сувиот воздух влие врз прогресирањето на проблемот? Па да, тоа веќе нели го малку спомнав, сувиот воздух неповолно влие. Сувата клима исто така може понеповолно да влијае на децата и состојбата на кожата кај хроничен екцем. Јас лично, од мојата пракса, например, случаите на акутизација, да речем екзацербација на атопискиот дерматит, ги гледам некаде од октомври, може би, зависи првите денови кога таа влага баш во воздухот ќе ја снема,
до негде овој период, почеток на пролет, во разни форми. Меѓутоа, таа едноставно цувоста на воздухот најчесто ја гледам во есенските и во зимските месеци. Така. За нашево поднебје, може би некој друг има некое друго искуство. Летно време многу помалку ги гледам, апсолутно помалку овие проблеми. Што се однесува до терапијата, до лекувањето, кога треба да се почне со лекување? Значи, зборувавме за нега на кожа, а кога треба всушност да почне да се користат противвоспалителни препарати, кои што се всушност кортикостероидни, и родителите навистина многу се плашат од нивната примена, има некоја кортикофобија меѓу повеќето од нив. Така, па верувајте, лекарите не сакаат многу веднаш или ако не мораат да настапат кај еден млад мал организам со кортикокреми. Правиме проценка. Може би родителот ќе може тоа и сам да го одлучи, но јас тоа не го советувам. Значи, сепак е подобро во случаите кај што јадешот е неиздржлив, каде што црвенилото исто е воочливо. Тука веќе потешко кај би се смирила оваа кожа само со употреба на таа медицинска дополнителна козметика која нели е така направена да ги олесни симптомите на атопискиот дерматит. Има кај нас се наоѓа и квалитетна и одлична козметика, меѓутоа која примените во несоодветен момент од етапата на лекување на детето нема да ви помогне како што очекувате. Ја тоа често го слушам, значи кај многу воспалена кожа сепак мора малку прво да се стиша, да се смири воспалението со лекови. Тука нека се ги вклучуваме и кремите некогаш со кортикот, да, гледаме да е тоа, например, најблага, најможна, најмала концентрација на кортикото, некогаш тоа го постигаме со готов препарат, некогаш и дополнително ние по наша рецептура, да, го разредуваме, тоа не би требало да е проблем за ниту еден дерматолог да го направи и нели само оние места, нешто помала површина на кожата кај мало дете, кои се неопходни да бидат намачкани, ги мачкаме. После тоа, дополнително веднаш се почнува со обновата на таа масна бариера, со смирување на, значи со дополнителната нега, а веќе кај деца на 2 години, некогаш и кај помали, ако мора, се даваат и препарати антихистамински кои го смируваат јадешот, значи тој е оној, рековме, што го прави кругот на болеста, го затвара, односно детето го мачкаме, тоа се чеша, повторно екзацербира процесот на атопијата и така натака, така да тоа мораме да го прекинеме за да можеме да очекуваме нели подобрување. Од кортикото родителите и не треба толку да се плашат, тоа е останато, претпоставам, од времето кога првпат почнаа да се користат и кога поради нивната навистина злоупотреба имаше несакани последици кои можат да бидат од, не знам, намалување на работата на надбубрежната жлезда во екстремни случаи до некои несакани проблеми по кожата. Меѓутоа, за тоа ви треба и доста долг и некритично долг, да речам, период на мачкање на стварно големи површини на кожата, високи концентрации на кортико, значи секој денешен. Колку време би требало да се користат овие препарати, бидејќи нели зборуваме за една болест која што упорна и присутна со месеци? Колку време родителите смеат да мачкат всушност кортикостероиди? Ја лично пак би нагласила, кога веќе ќе дојде до употреба на кортико, секогаш сум за секој одреден случај родителот повторно да се консултира со дерматологот. Консултација да биде неизбежна. Сепак тука е друга, нели, пристапот на лекарот е друг, неговата проценка се темели на многу фактори кои не можеме секогаш да очекуваме дека родителот ќе ги има во вид, нели. Затоа сме ние и обучени. Секако дека со тек на времето родителот се стекнува лични, тие се непроценливи искуства и секој добар дерматолог го слуша и родителот, нели, и неговото искуство, меѓутоа сепак за проценката кога, како, колку треба во секој нов случај да одлучи дерматолог. Јас сум за тоа да и сите ние фактички да што пократок период, например во неколку дена се обидуваме, 2-3 дена можеби да го стишаме воспалението, ако тоа е стишано, значи треба и да следењето на детето во тој период да биде почесто од лекарот. Ако се смирило, тогаш веднаш и го укинуваме кортикото или малку го разредуваме на неколку дена уште ако сметаме дека е потребно. Значи,
преку недела дена, еве преку сила да не давам сега некои фиксни бројки, не би постигнале можеби некоја корист. Значи до таа една прва недела би требало ние јадежот и воспалението да го имаме под контрола. Со добро избрана терапија. Некои родители покрај ова инсистираат да применуваат природни препарати, се обидуваат на различни начини. Ја најдов на интернет најразлични рецепти, на пример со домашно направена купка од овесни снегулки, 250 грама овесни снегулки се ставаат во газа или платнена пелена, таа се спушта во загреана вода, овесот испушта некоја течност белузлава и потоа после 10-15 минути бебето треба да се искапе, да се избања во таа вода. Какво е вашето искуство? Може ли да се реши проблемот со домашни препарати? Јас сум повеќе да домашните препарати нели секако да се употребуваат, меѓутоа во превентивата на нови влошувања на екцемот, што е исто многу битен дел од лекувањето. Значи, кога ќе се смири, да речам, една таква, една епизода на воспаление кое било побурно, не се престанува, обично тука е слабото место, слабата точка, значи на лекувањето. Тогаш родителите нормално и детето, зависи од возраста, некако се опуштаат, сметајќи дека ете сега тоа завршило и дека не треба понатака. Оваа кожа бара за жал континуирана нега, односно некако вид на превентива, бар во некој подолг временски период, зависи пак, можам да кажам и од случај до случај, меѓутоа, значи да не се остава тогаш така. Тогаш би било убаво можда да се прави купка со овес, све што не е штетно, нормално, некакви поагресивни супстанции без препорака не би советувала да се применуваат, меѓутоа и бадемовото масло знае убаво да ја таа сувост на кожата, може да се додадат неколку капки во купка. Има и други препарати. Некои маслени препарати исто маслени, така да. Има убави готови препарати кои не сака да експериментира вака, да речам, со природно. Дел од препаратите исто се на база на овес направени, што се за алергиски атописки од готовите препарати, така да верувам дека тука е таа некоја бенефитот на овесот се веќе препознаен од фармацевтските куќи. Па се употребува во купките. Имаме гледачна линија да го вклучиме пред самиот крај на емисијата. Добар ден, повелете. Добар ден, сакам да прашам докторката. Така? Имам мало дете, 3,5 години. Пред 2 недели му се појави како околу ноктот на едниот прст, како да ја гризал кожата, црвенило, испука на кожата и малце на дланката на внатрешната страна. Бевме на лекар, на кожен лекар во Јанет Наскин и рекоа да земеме маст белосалик и да го мачкаме по 2 пати на ден. Еве го мачкам некои 3-4 дена, сега цела рака му се љупи едната, почине се и другата од натрешна страна. Така. Веројатно барате совет конкретно за оваа ситуација. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Може да бидат деликатни овие состојби со кожата кај децата? Може би, јас не можам конкретно да одговорам во целосно ова прашање, бидејќи ми требаат некои повеќе детали, например дали детето било болно, ова може да биде и реакција на некоја вироза, мислам чисто да се манифестира екцемот само како малку лупење околу ноктот, не дека е невозможно, меѓутоа е поретко, мислам, ограничена една манифестација која може некојаш да се вклопи во некои други заболувања. И зошто би се лупеле двете дланки, тоа сепак не е, значи екцемот кога е на дланките контактен повеќе кај некој возраст, некој веќе нешто работат со рацете, кај мало дете, не дека е невозможно, меѓутоа би очекувале да има и на други регии и така натака, така да може би треба и консултација со педијатар, дали има некоја прележана вироза, да се направи барем една лабораториска, една крвна слика, за да имаме повеќе информации за ова дете. И сметам дека ако не му помага конкретно маста што е препишана, дека треба или да се отиде на контрола, секако да се види што друго би било опција за ова дете, да се направат малку пошироки анализи. Така. И сосема пред самиот крај на емисијата и една препорака до бебиња за родителите на бебиња кои што имаат атописки дерматитис, каква треба биде исхраната, дали мајчиното млеко е всушност добра превенција и заштита од овој проблем? Мајчиното млеко се смета за најдобро, да, и доењето дека
ја намалува нели можноста за атописки дерматит. Така. И така што тоа е препораката. Препораката е да цицаат бебињата што повеќе да бидејќи внимаваат на вештачките додатоци во исхраната, еве како пред се, па после на се друго. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина на еден убав начин на родителите им ги представивте сите аспекти поврзани со оваа болест, која што е, како што кажав на почетокот, доста упорна и непријатна како за детето, така и за целото семејство. Се надевам дека ќе се видиме повторно во оваа емисија. Благодарам и јас се надевам. Тука го заокружуваме денешното издание. Следете на секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.